До кога? Писокот на сирените мразулци во душата ми раѓа. Пладне е, а темнините над градот, чад што ги голта, и звездите и месечината паѓа. Некој повторно запалил оган во полето да изгорат сувата слама и сено, но на огнената ламија многуглава, ненаситна, силна, се и е милно. Пожарникарите испотени и изморени со часови работат, без да здивнат огнот да се скроти, да не беснее веќе, да не ја проголта маката на вредните земјоделци, овошките и лозите да не плачат, а туку што испилените птички кон небото чисто да можат да се вниднат. И повторно никој не го видел демонот, човекот што го запалил огнот? Мравка да беше, а не човек, по трагот ќе се видеше. До кога ќе молчиме и главата ќе ја вртиме на другата страна, додека тој спокојно низ полето ќе шета и со нов оган душата ќе си ја слади. Да бидеме будни, да не дозволиме некој животот, чистиот воздух и спокојот ни го краде, не соница да ни носи и роса во нашите очи. Да даруваме љубов. Среќен е тој што знае да сака и кога некој е во неволја, му подава рака. Среќен е тој со насмевка, портата на својот дом ја отвара и со радост случајниот патник или намерник го дарува. Среќен е тој што никому зло не мисли, зашто злото и неговото камено срце ќе го здроби. Секој својот крст го носи, секој има свое име и Божја дарба со збор наместо навреди благослови да реди. Па затоа место магла во умот и злоба, во душите сонце да ни сјае, да даруваме добрина и љубов. Богородица. Од рајските дворои го слушам хорот на ангелите. Песната над песните ја пее. Благословена да си Богородице, мајчице, Спасителот што ни го роди и подари, во добро да не води. Благословена мајко, ти солза од око што не срони, кога чедото твое на Голгота со венец од трње, на крстот испушти душа. Знаеше дека Господ молитвите твои ќе ги ислуша и душата со мир на ангелите да ја предаде. Благословена мајко Богородице да си, ти и твојот син Спасителот наш, патот прав што ни го покажувате, крстот со чест да си го носиме. Кога ќе паднеме да не останеме безпомошни да лежиме, туку да станеме и понатаму да продолжиме. Да даруваме љубов и добрина, да имаме спокоен сон и со восхит на тебе да мислиме и им се радуваме на новите деној и силниот глас на црквените звона. Напишано од Славица Цветкова, публицист, поет, прозаист и драмски писател за возрастни и деца од Кочани. ЕСИ Радио Скопје.